Добар ден, благодарам на можноста еве да известиме на македонската јавност за работењето на единицата за интервентна полиција при СВР Скопје. Морам да истакнам благодарност до сите полициски службеници во рамки на Министерството за внатрешни работи, но ова оперативна акција, да речеме, која што беше изведена во рамки на вчерашниот ден, беше изведена директно од страна на единицата за интервентна полиција и покажува дека оперативна акција Чистач, која што ја спроведуваме неколку месеци во рамки на територија на СВР Скопје, дава резултати. И тоа дава одлични резултати во делот на непосредно справување со кривични дела од типот на разбойништво. Ова е инфлагранти случај, каде што на лице место се констатирани, уапсени, приведени, лишени од слобода лица кои што во текот на вчерашниот ден со огнено оружје и фиктивна бомбашка направа, така да кажеме, сториле кривично дело разбойништво во еден објект во центарот на градот, при што одзеле негде околу 10.000 евра парична сума на средства и таа парична сума на средства пробале да ја изнесат од деловниот објект. Од страна на Министерството за внатрешни работи, од страна на СВР Скопје и единицата за интервентна полиција веднаш е реагирано. Лицата се лишени од слобода на лице место и овој случај, освен што е расветлен, и е разрешен во целост, односно постапено е по насока на јавен обвинител и ќе следува соодветна кривична пријава и соодветни други мерки за обезбедување на присуство, кои што се во надлежност на судот, доколку оцени така како што истиот смета дека треба да оцени во иднина, да се процесуира и да ваквите сторители на вакви тешки кривични дела бидат таму кај што име место тоа сигурно не е во рамки на главниот град Скопје, туку во соодветна казнено-поправна установа. Сметаме дека мерките кои што се превземаат континуирано даваат резултати. Министерството за внатрешни работи има на територија на СВР Скопје последниве неколку месеци вакви инфлагрантни случаи каде што директно на лице место на сторување на кривично дело разбойништво има делувано, уапсено сторители негде околу 10. На територија на цела Македонија негде околу 20 случаи, каде што на лице место се фатени или непосредно по сторување на кривичното дело разбойништво сторителите, и поради што сметаме дека и бројките се драстично намалени во споредба со 2023 година, односно негде од прилика за околу 40% вкупните бројки во однос на овој тип на кривични дела се намалени особено на територија на СВР Скопје. Би сакал да најавам дека за ваков тип на делување од страна на Министерството за внатрешни работи, оние на кои што се потпира безбедноста на македонската држава, а тоа се полицајците, ќе бидат соодветно наградени и овие тројца кои што директно учествувале во рамки на оваа акција за нивната професионалност, навременост и одлучност при спроведувањето на нивните надлежности, соодветно ќе бидат наградени од страна на Министерството за внатрешни работи. Тоа е една тема која што денеска сакав да ја објавиме на јавноста. Втората е во врска со вчерашната пресконференција која што ја државме како продолжение. Кажавме дека во текот на вчерашниот ден, во оној момент кога беше пресконференцијата, најавивме дека има дотогаш 8 лишени од слобода учесници во рамки на кривично-правни настани од завчера, а заклучно со денес до овој момент, вкупно лишени од слобода од страна на Министерството за внатрешни работи се 17 луѓе, дел од нив малолетници, ќе ги дефинираме каде се, колку се посебно, плюс овие дополнителни вкупно, значи 9 лица. 4 малолетници
во Скопје се во текот на вчерашниот ден лишени од слобода. Двајца поврзани со кривично правен настан кој што беше споделен на социјални мрежи каде што се кине македонското знаме. Истите помагаат на директно сторителот кој што го кине знамето. Тие се малолетни лица и во однос на нив ќе следува соодветна постапка согласно закон по насока на јавен обвинител. Двајца од нив се исто така малолетни лица, поврзани со друг кривично правен настан од вчера, се симнува знамето од јарбол и се пали. За истите исто така ќе биде спроведена соодветна кривична постапка согласно закон по насока на јавен обвинител. Тоа се 4 вкупно во Скопје плюс 3 лица во текот на вчерашниот ден, односно вечерта, се лишени од слобода во Прилеп, кои што го сквернават албанското национално знаме. Еден од нив е малолетник, двајца се полнолетни лица. Имаше една снимка која што беше споделена до Министерството за внатрешни работи, каде што албанското национално знаме е спружено на земја и над него истото се гази со возило, а при тоа има тука и лица кои што помагаат. Значи, оние 3 лица кои што директно учествуваат во настанот, се идентификувани, се уапсени, по насока на јавен обвинител ќе следи кривична пријава. Исто така, во текот на вчерашниот ден, по добиена протестна нота од страна на Српската амбасада и обезбедени соодветни материјални докази, од слобода е лишено лице во рамки на територија на СВР Куманово, за кое што е поднесена соодветна кривична пријава по насока на јавен обвинител согласно одредбите од член 319 од страна на Кривичниот законник, односно предметното лице, символ национален на Република Србија, го корне од почесниот конзулат на Република Србија. Истото е малолетник, морам да напоменам, има 17 години, и за истото ќе бидат превземени соодветни процесни действија по насока на јавен обвинител. Во текот на вчерашниот ден исто така е затворен еден настан во рамки на територија на СВР Охрид, ОВР Кичево, каде што едно лице, согласно информациите кои што ги добив, симнува и македонско и албанско знаме од јарбол, и за него исто така по насока на јавен обвинител ќе бидат превземени соодветни действија. Сакам да упатам една порака и еден апел до македонската јавност и до македонските граѓани, до сите македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, бошњаци. Ние живееме во оваа наша заедничка татковина долги години. Живееме убаво, живееме со почит едни кон други, особено народот. Не смееме да дозволиме вакви немили инциденти и настани да не однесат во погрешна насока. Поради тоа, упатувам апел до сите општествени чинители, до сите релевантни фактори во држава, до сите медиумски работници, до сите значени луѓе, до сите обични граѓани, до јавноста, до секој еден кој што им мисли добро на Македонија. Да го почитуваме законот, да го почитуваме уставот, да се почитуваме едни со други, да не дозволиме на некои недобронамерници, злоупотребувајќи ги овие млади луѓе, сите се овие млади луѓе кои што сториле во текот на овие 2 дена немили настани. Да не дозволиме да се најдеме во ситуација каде што ќе треба да говориме за овакви неубави работи. Односно, да се посветиме на тоа да се изградиме нормална држава.
Министерството за внатрешни работи одлучно и жестоко ќе одговори како што и одговара. Времето на зимски сон на институциите заврши. 17 луѓе уапсивме за овие 2 дена. И ќе продолжим. Нема да застанеме овде. За секој еден за кој што има докази да сквернави символ државен, без разлика дали е символ на Македонија, или е символ на Србија, или е символ на Албанија, или е символ на Грција, без разлика. Секој еден кој што ќе се огреши, ќе одговара. Заврши времето на недопирливи и на луѓе кои што нема да одговараат. Заврши тоа време. Тоа време заврши. Затоа, уште еднаш, апелирам, замолувам, да го почитуваме законот, да се почитуваме едни со други, да работиме во интерес на нашата татковина. Само со почит еден кон друг, само со почитување на закон, на крајот можеме да ја нормализираме Македонија. Затоа што ова што се случува не е нормално. Ова што се случува не е нормално. Ова е последица на едно дивење во рамки на институциите, долги години наназад, кое што не донесе на дередже, овде, сега, вакво како што сме. Ова не е нешто кое што настанало преку ноќ. И затоа сме сите свесни дека е така. Сега, треба да одговориме соодветно, а институциите, Министерството за внатрешни работи, и како ќе одговори соодветно. И го покажуваме тоа на дел. За сите, буквално. За сите деден. Нема да има компромиси. Секој кој што се огрешил, ќе одговори. Дури и оние кои што беа идентификувани десетина луѓе, кои што управуваа моторни возила и ставија во опасност живот на нивните сопатници. Па гледавме на снимките како летаат по 3-4 лица, 5 лица од кола, наеднаш врти колата на лево, па луѓето паѓаат и така натаму, па може некој глава да скрши, некој нога, и тие ќе одговараат. Ќе одговараат за прекршоци. Ама и тие ќе одговараат. Ќе ги идентификуваме сите, еден по еден ќе ги идентификуваме. Ќе работиме, ќе ги идентификуваме, 10 идентификувавме до сега, за 10 ќе бидат поднесени соодветни прекршочни пријави. Зборам за оние кои што управуваа моторни возила спротивно на закон. И за тоа ќе казниме. И за тоа ќе казниме. Уште еднаш на крајот. Апелирам на разум, апелирам на зрелост, апелирам на мудрост. Македонските граѓани сите до еден што живеат на оваа територија и како имаат мудрост во себе си. Да не дозволиме тие кои што им мислат недобро на нашата земја да си остварат целта. Имаме многу што убави работи да правиме овде. И ќе ги правиме во едни. И се гледа дека ги правиме и сега. И ќе нормализираме Македонија. И за неколку години од сега ваквите настани ќе останат во заборав. Зошто? Заради тоа што луѓето ќе почнат да веруваат во систем, кој што, нажалост, многу години наназад е уништуван и е донесен на ова дередже на кое што е. И тоа е факт. И тоа е факт. Од мене толку, повелете...